Со силен ветер од 260 км на час и обилни врнежи, ураганот Ирма ја погоди Куба откако во изминатите денови ги опустоши Карипските острови. Кубанските власти известуваат дека дел од општините изгубиле електрична енергија, а извршена е евакуација на населението. Во меѓувреме се евакуира населението во Флорида, а во сојузната држава беа затворени и 2 нуклеарни централи. Не се чувствував безбедно во сопствената куќа и затоа со мојата сопруга одлучивме да дојдеме во ова засолниште. Само што слушнав за невремето, веднаш се обидов да купам авионска карта која ме чинеше речиси $15,000. Претходно Ирма ги погоди островите Туркс и Кајкос, а направи голема материјална штета на островите Сен Барц и Сен Мартин, каде што според првичните проценки се уништени до 95% од зградите. Ова е досега најсилен ураган на Атлантикот, а зад него веќе се движат уште 2 урагани, Хозе и Катја. Метеоролошките служби пренесоа дека Катја веќе го достигнала мексиканското крајбрежје, кај градот Теколутла, додека во Атлантскиот океан ураганот Хозе се зајакнал речиси до бура од 5-та категорија. Катастрофалното невреме се случува само 2 недели откако САД го зафати ураганот Харви, кој со себе зеде 66 жртви. Харви донесе големи поплави во Тексас и некои делови на Луизијана, каде илјадници беа приморани да ги напуштат домовите. Штетата предизвикана од ураганот Харви се проценува на $70 милиарди.